И по 9 месеци од трагедијата во Кочани продолжува рехабилитацијата на повредените. 40 од нив се уште имаат потреба од физикална терапија, од кои дел одат во Кочанската болница, а дел во Штип и Скопје поради обврски на факултет. Лекарите велат дека фокусот им е враќање на функционалноста на рацете и нозете, а за реконструктивната хирургија се уште е рано. Деновиве заврши втората евалуација на 143 лица кои се здобија со изгореници и повреди од пожарот во Пулс. И стручниот тим го подготвува извештајот, кој треба да даде насоки до каде е процесот на опоравување и треба ли дополнителни мерки. Беше направена со цел да се разграничи кои пациенти остануваат на третман на клиниката за дерматовенерологија, каде што ќе се прават третманите со лазер, кои од пациентите ќе имаат потреба од одредена хируршка интервенција, кои што ќе припаднат во доменот на пластичните хирурзи, значи дали ќе се прават на нашите клиники или некаде, тоа останува, значи или повторно да го разгледаме со стручен колегиум, и кои се за пулмолошко следење, значи кој направена пулмолошка евалуација, кој треба следење. Доктор Мирчовска вели кај некои лекувањето завршило, но има повредени кои поради последиците можеби ќе треба да променат работно место, но тоа ќе знаат по завршување на периодот на рехабилитација. Сега моментално се аплицира кортикостероидна терапија на лицата кои што имат хипертрофни лузни. Остануваат и PRP третманите, значи по индикација, значи по насоки на пластичните хирурзи тие кои што има потреба. Силиконските маски за тие што беше изгореници на лице и врат беа изработени, им беа дадени на користење. Тие исто активно се користат. Компресивната облека останува да се носи, значи за мерење за трета компресивна облека ќе имаме конкретна трет пар на компресивна облека. Во трагедијата на 16 март 63 лица ги загубија животите, а 200 беа повредени. Повеќе од 100 беа пратени на лекување во странски медицински центри. Сања Димитровска, Сител телевизија.